Сад нам за сите, јас сум Харипалкаур Кристина и денеска заедно ќе направиме вкусна рецепта од леќа. Додека го правам ова видео, ние во нашата Facebook група 40 во нашата Facebook група Проточно со сезоните сме во тек на 40 дена зелена диета предизвик. И кога сум секогаш во овој предизвик го правиме секоја година, сум инспирирана да правам различни рецепти од зелени растенија, мешунки, билки. Изворно рецептата што денес ќе ја правиме потекнува од Индија. Состојките се различни, но методот е ист. Ќе подготвувам идли. Идли традиционално се подготвува од житарка и мешунка. Вака подготвена житарка и мешунка заедно е одличен протеин за вегетаријанец. Нормално и невегетаријанци може да уживаат во придобивките на овој вид на спремање на храна. Кога правев порано, правам се уште, но сега кога сме во зелената диета не ја правам со житарки. Најчесто правам од мунги, гравча и басмати ориз. Но може да се користи и друга житарка и друга мешунка. Овој пат, додека сме во зелената диета, се инспирирав и создадов идли рецепта од зелена леќа. Подготовката е прекрасна. Многу е креативен целиот процес, а не бара време во кое треба да останеме пола ден во кујна. Што е потребно за оваа рецепта? За оваа рецепта ни е потребно зелена леќа, вода и зачини по избор. Тоа е се. Целиот метод ќе го опишам и потоа ќе го подготвуваме. На кратко, описно и јасно. Леќата ја миеме и оставаме во вода да преноки, да накисне. Следниот ден ја миеме повторно. Вака измината леќа со вода за пиење ја блендираме. Во блендирањето може да ставиме зачини по желба и сол. Потоа оваа смеса што ќе ја добиеме изблендирана, ја оставаме да ферментира уште ден или два, зависи колку е топло или ладно во периодот и во домот каде што стои смесата. Подготвената смеса се става во садови кои понатаму ќе бидат ставени да се сготват на пареа. Добиениот колач е колач од леќа. Ова е прекрасно јадење, бидејќи е лесно за вака подготвено, е лесно за дигестивниот систем и го обновува дигестивниот систем. Е одлична храна за деца, одлична храна за возрасни. Прекрасен начин да се внесе протеин во телото и прекрасен начин да се дигестира протеинот за комплетно да биде абсорбиран од лимфниот систем. Преубави се и само сами, односно со нешто зелено ги јадеме или друго нешто. Јас кажувам, цело време ќе кажувам зелено, бидејќи зелено јадеме. Може да ги јадеме со разни сосеви, може да ги јадеме само со салата, може да ги јадеме и за доручек, и за ручек, и за вечера, бидејќи се лесна храна, лесен оброк. Сега ќе ги подготвиме и ќе одиме низ целиот процес заедно, за да може да ни стане јасно како се подготвуваат овие едноставни тортички од леќа. За подготовка на леќа тортички потребно ни е по желба за количината на кисната леќа преку ноќ. Убаво измиена ја цедиме и сега оваа леќа ќе ставиме во
чаша за блендирање. Во овој момент можеме да ставиме по избор. Ја ќе ставам хинг, грчко семе и сол. Со солот. Сол може да се стави и отпосле, пред да се прават леќа тортичките. Ако е топло многу. Во топли денови ставија солта непосредно пред леќачинките. Ако е ладно, може солта, за да не го забрза премногу процесот на ферментација, кога е премногу топло. Ставаме посакуваната количина на леќа накисната преку ноќ во блендер. И сега со водата. Вода се става колку еден прст над леќата. Може би и помалце, а може ке треба и да дотуриш. Тоа мора сам да процениш. За вода, смесата не треба да биде ниту прегуста, ниту преретка. И сега ова ќе го изблендирам. Смесата е изблендирана. Треба да биде убаво изблендирана, да нема крупни парчиња. Еве, отприлика можеме да ја насетиме густината. Значи нешто повеќе од тенка смеса, треба да е малку подебела. Ова го ставаме во сад во кој сакаме да ферментира. Може да остане, ова е теќе пластично, може да остане тука или ќе го преместам во друг сад. И покриваме лесно со салфетка или со некоја тацна, но да има место од каде што циркулира воздухот, да не е комплетно затворено. И ова го оставаме преку ноќ. Откако ќе остои преку ноќ, спремна ни е смесата за леќа тортички. И еве сме следниот ден. Нашата смеса може да забележиме како е променета и во боја и е нарасната како тесто. Сега ќе видиме кога ќе ја растуриме со лажица. Гледаме како е ферментирана. Ќе промешаме лесно колку да се соедини целата смеса. Мириса на ферментирано и ги гледаме меурчињата. Имаме урчиња. Ако е лето, во оваа ситуација, во оваа фаза ставаме сол. Во оваа фаза можеме да ставиме и други зачини. Исто во што го подготвувам сега, може да се подготви и во сип. Јас имам сип, но сега сакам вака да ја подготвам. Во тенџерче со дебело дно ставаме калапчиња во кои може да готвиме. Во секое калапче ставаме од идли смесата. Многу се вкусни. Оваа смеса не мора да ја потрошиме веднаш. Оваа смеса, откако е ферментирана, може да стои и неколку дена во фрижидер. Вака ферментирани мешунките имаат многу активни хранливи материи достапни за телото, кои телото може едноставно да ги прими и затоа е прекрасен начин за подготовка
не само на мешунки, туку и на житарки, а уште најдобро е како што е оригиналниот рецепт, а тоа е во комбинација на мешунки и житарки заедно се прави смесата за идли. Во садот, кажав, има водичка, не премногу, не сакаме да клокоти нагоре. Ке го покриеме. И ова ќе го ставам на тивко 15 до 20 минути. Ке погледнуваме од време на време, кога ќе ги допреме, тие ако се готови ќе бидат тврди. Се гледаме за 20 минути. Еве сме после 20 минути, јас ги проверив. Леќа тортичките веќе се готови. Гледаме колку се нараснати. Откако ќе ги исклучиш од струја, односно плин во овој случај, ќе ги оставиш уште 2-3 минути затворени и потоа се готови. Јас ќе ги извадам да се оладат и пред да ручам, ќе лесно со ножот ќе ги извадам од овој сад. Тоа ќе може да го да го демонстрирам на фотографија, за сега да не ги чекаме да се оладат. Сакав да споменам дека од истата смеса од која се прави идли, односно овие тортички, може да се подготви и леќачинка. Истата ферментирана смеса можеме да ја користиме за подготовка на леќачинка. Уживај во овие леќа тортички, прекрасни се, лесни за подготовка и ако ти се допаѓаат, сподели со твоите пријатели. Прати ни фотографија и ако сакаш да се приклучиш во нашите предизвици што ги правиме, слободно пиши ми да те внесам во проточно со сезоните. Преку целата година имаме најразлични јогистички диети кои се пренесени од традицијата на кундалини јога според учењата на Јоги Баџан. Значи користиме проверени техники кои ни помагаат да останеме здрави и свесни за изборот на храната и свесни за тоа што е добро и најповолно за нашата свесност. Имај прекрасен ден, уживај во леќа тортичките и пиши ни. Сат нам!